На пат за Витлеем. Ете, Бог е моето спасение, на Него се надевам и не се плашам. Зашто Господ е мојата сила, Господ е мојата песна, Он ми е спасение. Еден од големите старозаветни пророци бил Исаија. Бог го повикал во еден тежок период од историјата на Израилот, кога тој се соочувал со многу закани, особено од воената моќ на растечката Асирска империја, која ги освоила околните земји, но го поштедила градот Ерусалим за голем данок. Израел бил ранлив, но како што согледал Исаија, иднината на народот можела да биде осигурана од нешто многу помоќно од војска, а тоа било подпирање на Бога. Како што ќе покаже историјата, Исаија бил во право. Древниот Израел никогаш не бил доволно силен за да ги издржи нападите на своите помоќни соседи, кога се подпирал на себе, а не на Бога. Пораката на пророкот е актуелна и за нас. Често се обидуваме да се заштитиме, подпирајќи се на собствените сили, на моќта, на материјалната сигурност или на човечките решенија, слично како што Израел барал спас во сојузи и војски. Но пораката на Исаија не потсетува дека вистинската сигурност не доаѓа од она што изгледа силно во очите на светот, туку од довербата во Бога. Кога се подпираме на Него, дури во моменти на слабост и неизвестност, Бог ни дава сила што го надминува човечкото разбирање и го наоѓа патот кон спасението. Претисвик. Да размислиме и да се прашаме на што се подпираме во тешките моменти, на собствените сили, дали се доволни? Сепак да го избереме Бога и на Него да се подпираме, да веруваме на Неговата промисла и тогаш кога работите одат во правец кој за нас не е доволно јасен. На пат за Витлеем.